Нема економска логика во високите цени на становите, кажа од Штип денеска министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Токму овде лежи проблемот што младите не можат да си купат куќа или стан. Но како што посочи тој, по завршување на локалните избори ќе се работи на намалување на цените на становите, а со тоа и поддршка на младите да си обезбедат живеалиште. Цените на становите во неколку урбани центри, вклучувајќи го и Штип, некако наеднаш отидоа горе. Нема економска логика во тоа што се случи. Јас познавам многу кои што продаваат, а малце кои што купиле по таа цена и тоа е неодржливо, мора да се спуштаат цените, нереално високи се. Секако ние тука се обидуваме да помогнеме. Најголем фокус е кон младите, затоа што тие се тие на кои што им треба живеалиште, особено оние кои што првпат купуваат куќа или стан, и во таа насока е поддршката. И има и други мерки, сега сме во изборен период, за жал, согласно ограничувањето од Државната комисија за спречување корупција не можеме сите и да ги презентираме, дел ќе ги презентираме веднаш после завршување на изборите, но ќе бидат во насока на регулирање на цената и овозможување на младите многу полесно да купат стан или куќа. Дополнително се работи на изградба на брана на река Отиња, инфраструктурни проекти, уредување на бања, Кежовица и слично. Николовски додаде дека плановите за Штип се големи. Интензивно се работи на браната Отиња, но исто така и на целосна урбанизација околу браната. Мислам дека она што е Мавровското езеро за Западна Македонија треба да стане браната Отиња за Источна Македонија, да Штип покрај универзитетски бизнис центар стане и туристички центар за овој дел на Македонија. Во таа насока и урбанизацијата на делот околу бањата Кежовица, и таму има голем туристички потенцијал, така што навистина имаме големи планови за Штип. Се работи и на проекти како реконструкција на улици и патишта, капитални проекти и слично.